Темелите од зградата на основното општинско училиште Маршал Тито Струмица за прв пат се поставени во 1925 година, токму на местото на веќе изгорената грчка црква Свети Димитри. Изградена е во специфична форма на буквата А, во чест на кралот Александар, кој представува не само архитектонско обележје на градот, туку и вековен символ на македонското образование. Исто така, уште од самиот почеток, била наменета да биде темел на знаењето и просперитетот. Низ децениите, училиштето ги делело примрежјата на историјата. Во периодот пред Втората светска војна се учело на српски, бугарски јазик, а зградата служела и како касарна и кујна за германските војници. Веднаш по ослободувањето во 1944 година, токму во овие училници започнува наставата на македонски мајчин јазик, а установата со гордост го добива името Маршал Тито. Прв раководител во тоа време бил Борис Нецев, кој заедно со тогашниот наставен кадар го трансформира училиштето во вистинско жариште на просветлувањето. Од овој центар подоцна се развиле повеќе клучни образовни институции во Струмица, потврдувајќи ја неговата улога на матица на образованието во регионот. Овде се одржувале важни историски настани, првите подготвителни семинари на наставници, курсеви за описменување на возрастни, собири, избори на народни пратеници и слично. Од оваа зграда се одвоиле сегашното училиште Сандо Масев, Моша Пијаде, денешно Видое Подгорец, се одвоила гимназијата со економските паралелки. Во овие години подрачни училишта на основното училиште Маршал Тито биле училиштата во населените места Рич, Попчево, Раборци, Костурино, Мемешли, Ормали и Дорломбос. Бројни професионалци и директори го обележаа овој институционален континуитет. По Борис Нецев раководители биле Илија Ричлиев, Танка Маркова, Ѓорги Манчев, Никола Кацарски, Васил Влахов, Ангелина Мудинова, Александар Граматиков и Стојан Стојанов. А пак раководителот Илија Николов го предводеше својот најдолг менаџерски период од 1982 до 1998 година. Од следната година се до 2003 за директор на училиштето е назначен Зоран Смилков. Софија Макенаџиева е директор до 2006 година, Снежана Колева до 2014 година, Благица Устапетрова беше директор се до почетокот на 2026 година. А денес училиштето го води директорката Ленчи Чиркова. Училишната зграда Маршал Тито во многу наврати била реновирана, која со текот на времето се повеќе добива нова слика, но современо училиште со современи нагледни средства, добри услови за работа, како и квалитетен наставен кадар. Активно се вклучува во многобројни проекти, а наставата се одвива на македонски и турски јазик, со што покажува дека нашата најголема вредност е мултиетничкиот карактер, при што нуди можност за учење и напредување на сите ученици, без разлика на полот, националноста и религиозната припадност, а исто така е и пример за заедница каде различностите се почитуваат и обединуваат. Во склоп на училиштето се и подрачните училишта во село Рич и село Попчево, кое во 2023 година е затворено поради недостиг на ученици. Важен дел да се спомене е огромниот креативен придонес на нашето училиште во Струмичкиот карневал, каде повеќе од 3 децении нашите ученици изработуваат прекрасни маски, освојуваат многобројни награди, како и врвни признанија во земјата и странство. Училиштето останува нашиот дом на пријателството и почитта на идните генерации.
Сите ние споделуваме една иста историја, иста љубов, Маршал Тито, Струмица.